Денеска во Израел се одржуваат парламентарни избори за кои се смета дека се своевиден референдум за премиерот Бенјамин Нетањаху. Неколку часа пред изборите Нетањаху изјави дека тој нема да дозволи формирање палестинска држава, ако и по четврти пат ја добие довербата и остане премиер на Израел. Тој вети дека ќе продолжи изградбата на еврејски населби во источен Ерусалим, каде што засега мнозинско население се палестинците. За време на кампањата тој предупреди против склучување договори со Иран околу контраверзната нуклеарна програма на таа земја. Нетањаху, кој веќе 6 години е премиер, долго време беше доминантна фигура на израелската политичка сцена, но во изминативе месеци се соочува со драматичен пат на својата популарност. Анкетите спроведени пред изборите јасно ставаат до знаење дека неговиот ривал, коалицијата Ционистичка унија, во која е и лабористичката партија на лидерот на опозицијата Исак Херцог, има голема предност. Херцог го обвини премиерот Нетањаху дека со безбедносни заплашувања сака да го одвлече вниманието од социјалните прашања во Израел. Тој најави дека ако дојде на власт ќе го намали јазот меѓу богатите и сиромашните и ќе го зголеми животниот стандард во земјата. Херцог исто така најави дека ќе ги обнови мировните преговори со палестинците и оти ќе ги поправи односите со Соединетите држави. Неговата главна политичка партнерка, поранешната министерка за надворешни работи Ципи Ливни, пред почетокот на изборите се откажа од договорот да се ротира со Херцог на местото премиер доколку нивната коалиција победи. Посматрачите веруваат дека овој невообичаен политички потек не им е многу прифатлив на гласачите. Околу 5.880.000 израелци со право на глас избираат 120 пратеници во парламентот или кнесетот. Првичните резултати се очекуваат во ноќта меѓу вторникот и средата, но конечните, како што соопшти представник на изборната комисија, ќе бидат објавени в четврток. Сепак со оглед на сложеноста на можните постизборни сојузи, се верува дека новиот премиер на Израел ќе биде познат по неколку денови, а можеби и недели. Според израелскиот изборен систем, досега ниту една партија нема освоено апсолутно мнозинство во парламентот. Наместо тоа, партијата која има најдобри шанси да формира коалиција, најчесто станува збор за најголемата партија, добива можности да го стори тоа.